Револтот на здравствените работници продолжува. Со растот на минималната плата, примањата на хигиеничарка и сестра со средно речиси се изедначуваат, реагираат од синдикатот на клинички. Тие се заканија, ако итно не се потпише договорот за повисоки плати на здравствените работници до петок, повторно ќе се активираат протестите. Барањата се јасни, велат од синдикатот. Сестрите да добијат по 3000 денари месечно повеќе, а за останатите вработени во јавното здравство по 2000 денари. Излегуваме на телевизија, се бориме, имаше и протести. Значи народов во јавно здравство, не само во клинички центар. Значи и другиот синдикат, и Сабајле разговарав со председателот Љубиша, и тие се максимално револтирани. Ќе ви даде тој изјава за медиуми, за утре свикуваат совет и сакаат више нема враќање назад. Значи се оди на протести и последно е штрајк. Значи нека си се погледнат, денеска имаат седница на влада, нека видат што и како се дешава со здравство. Не може да се изедначи сестра сега со ново покачување на минимална плата, хигиеничар и референт земаат поголема плата од сестра. Од синдикатот на клинички се обесхрабрени и од последната изјава на вице-премиерот Битики, каде што рече дека тешко би се обезбедиле пари за повисоки плати за здравствените работници. Имаше една несречна изјава, морам и тоа да го спомнам, од вице-премиерот на ваша телевизија, на наша телевизија национална, кој кажа дека нема пари за здравство. Значи тие или не се координирани, или треба сами на седница на влада да си се погледнат во очи и да се прашаат што е работава, што ние 4 месеци излегуваме на телевизија. Од Министерството за здравство без конкретен одговор, дали ќе се потпише договорот. Диалогот продолжува со сите надлежни институции како што се ФЗОМ, МТСП, МФ. Во координација со владата веќе е одржана средба со раководството на ФЗОМ, на која беше потенцирана соработката со синдикатот и истакната заложбата за реализација на барањата од синдикалните организации. Инаку здравствените работници земаат плата од Фондот за здравствено осигурување, чиј систем неодамна беше пробиен од хакерски напад и направи хаос во македонското здравство.